3 штипски и една кочанска конфекција се затворени за рок од 1 месец. Текстилниот сектор е во пат. Кочанската фирма изминатите недела дена ги има информирано работниците дека фабриката ќе се затвори, пошто им биле дадени спогодбени отказни решенија. Но работниците не ги потпишаа по консултации со трудовите инспектори. Ангел Димитров од Организацијата на работодавачи вели дека статистичките податоци покажуваат дека во 2025 година падот на бројот на вработени во производството на облека е 8,9%. Кризата во Европа и падот на побарувачката на текстилни производи, као еден вид луксузни производи. Втората е губење на конкурентска способност со порастот на платите кај нас. Ние станавме скапи за таков вид на дејност и затоа партнерите отидоа во Бангладеш, во Индонезија, во Тунис, и така натаму. И третата причина е што имаме многу јак денар, фактички курсот на денарот не одговара за извоз, бидејќи нашите компании добиваат многу малку денари во однос да речеме колку би требало да биде реалниот курс. Неговите проценки се песимистички и очекува за 5 години бројот на вработени во текстилниот сектор да биде од 5000 до 6000 вработени. Оваа гранка згаснува континуирано во изминатата деценија, а оние кои ќе останат да работат ќе шијат само мали серии и ситни налози заради близината на европскиот пазар. Во најдобрите времења некаде 2010-11 година 63.000 луѓе. Во овој момент, значи 24 бевме 17.500, сега со овој пат, значи некаде околу 16.000 луѓе. Значи не верувам дека тоа многу долго ќе иде, можеби за 5 години ќе паднеме на 5.000 луѓе. И тоа е факт што не можеме да го избегнеме. Инаку нема веќе конфекции кои вработуваат од 600 до 800 работници, туку бројката е намалена на 200. Според Димитров, помалку паѓа производството на работна облека, но како што вели оние фабрики што работат на модно производство, тоа целосно ќе замре.